Добро дојавте и добро вечер во ново издание на емисијата на Кавга со Иван. Пред да ви го представам мојот вечерашен гостин, да упатам уште еднашка, пошто голем број на пријатели и луѓе кои што комуницираат со мене преку социјалните мрежи викаат ајде одамна не си го повикал Димитар Апасиев да си дојде. Ја не знам веќе колку пати да го викам мојот неопеан јунак, интелектуалниот гигант, човекот кој што за мене неодамна сватив дека има една ново хоби, можеби еден нов интересен стартап, јас така го нареков, можеби е погрешно, може не, погребен туризам, човекот почна и со семејството пошироко да шета по разноразни гробишта, крематориуми, алеи на победени и непобедени и така натаму, но како е да е, еве Димитар, ти со обраќам уште те повикувам. Не можеш да дојдеш сам ако случајно нешто е фувка работава, може да дојдеш со уште еден двајца твојата партија, да си беседиме заедно, да видиме кои се најновите дострели на македонската домашна и странска меѓународна политика, да видиме кој што јадел, кој што пиел, па заедно да ја направиме сметката и сето тоа нели ќе треба јавноста да го просуди и да се увери во моите ставови дека Димитар Апасиев е лик кој што ако не постоеше, ние ќе мораше да го измислиме. Така да те молам слободно, еве нашиот продуцент ќе ти се обрати уште еднаш, те молам барем одговори на пораката, кога ќе доеш, како ќе доеш, ако треба и воредна емисија ќе направам специјално за тебе, само да седнеме и да ги вкрстиме аргументите, затоа што имам неколку прашања, важни особено од една група на родители, 11 родители, чии што мислам дека деца учествува во оние протести што бе организирани од твоја страна пред собранието по повод така наречениот француски предлог. Значи тоа беше уште еднашка мојот повик за Димитар Апасиев. Се надевам ќе се видиме Димче овдека, па ако треба ќе донесам некоја салатка и некој кебап, затоа што нели ме канеше да седнеме на некаква закуска и да сме ја смириле топката. Ја не знам, мојата топка воопшто не е ни возбудена, не знам твојата каква е. Но тоа е за поканата, а сега одам со мојот вечерашен гостин, човек кој што ликови кои што инклинираат кон левицата во Македонија, не левица како партија, туку левицата идеолошка, значи кон СДСМ, го нарекуваат зачин во сите предизборни манџи, а неговото име е Владимир Божиновски Влајко. Добро вечер. Прво да те прашам, одеме со ти или ќе си пресидаме? Како? Со ти. Со ти. Добро. И може Влајко да се обрекем, нема да ти пречи. Долго се знае така. Долго се знае, така. Се кажеме ова со зачин, така малце те потресува или не баш? Зашо да ме потресува, значи? Сега е последниве избори што беше, кои што беа минатата година, парламентарни. Така. Мислам дека првата третина од кампањата на Социјалдемократскиот сојуз беше насочена генерално кон мене и кон оние истражувања не беше кон тебе, него беше да се девалвираат истражувањата кои што ти ги публикуваше на македонската радиотелевизија. Но да не заборавиме, не седеше сам, седеше со уште еден колега, па за него пак има мислење дека тој инклинира токму кон тие кои што те напаѓаа тогаш тебе. И чудно те напаѓаа тебе, а него напаѓаа Пеџа. А Пеџа седеше со тебе. Види, ја и тогаш реков, еве сега пак ќе повторам. Во нашата работа е многу лесно, би рекол, едноставно да се види дали некој си ја работи својата работа професионално или се обидува да биде дел од некој поширок пиар или политички маркетинг. Значи, ние објавувавме одредени истражувања, како и пред секои избори. На изборите тоа можеше да се провери дали е така или не е така. Добро, на 2017 имаше ти една сериозна дупка која што на една анкета на Телма ја правеше, тогаш и учествуваше и Саки, тогашниот директор на Телма. Не ја правев ја на Телма анкетата. Ја мислам дека не ја правеше или МЦМ се беше? Не ја правев. Која правеше тогаш таа анкета? Ама ти беше како аналитичар во приказката каде? Значи не правев тогаш јас анкета 2017 или 2016 како беше. 2017 пред локалните избори. Тогаш имаше Телма, ако не се лажам, проект, но не со мене. Не со ИПИС. Добро. Или со ИПИС, туку со друга агенција, така да не со. Но беше во студио. Гарантирам дека те видов. Кога пред избори во изминативе 20 не си бил пред добро. Но тоа што сакам да го кажам, види, не ми е идејата во крена линија која е правила анкета, него твојата нарација дека беше убеден дека е блиску пата и дека разликата е мала и дека тогаш беше сериозна победа, ако не можеби најубедливата победа на СДСМ на некаков изборен
циклус. Се создаде бран, исто како што сега се создаде бран. Ако ти текнуваат на оние резултати кои што ги објавувавме на минативи избори сега, сите политички партии беа буквално не само во рамките на плюс-минус 3%, него буквално во рамките на плюс-минус 0,5%, освен СДСМ, која што потврди. Така, не, она, значи, да, имаше... всушност, ако ги видиме резултатите од тие анкети, излегува дека моите прогнози за СДСМ биле попозитивни од тоа што излезе на крај. Тоа беше благодарение на оној бран негативен за СДСМ кој што се создаде и они освоија дури и помалку од оние гласови кои што им ги предвидувавме. Така да во мојата работа е многу лесно да... Сесто гласом, но види, не ми беше тоа прашањето. Темата ми беше зошто е анимозитетот генерален од на СДСМ визави тебе и твојата работа во оваа приказка и можам да најдам некаков линк ако ти интересира кој е моето размислување. Ти беше човекот кој што беше поврзан со оние така наречени бомби и разговори каде што се слушаше, ја не ги слушав, ги читав транскриптите, бидам искрен, како малтене се однесуваше како Кирил Печиновиќ, утешение грешним, знаеш, ги тешеше луѓето од бомбара тогаш. Вика, види го Кирил нашиот нов современик да тебе. Ама чекај, тоа е факт, сега ти не може да го негираш. Ќе ми дозволиш и... дозволам само се да ја завршам тезата мова. Добро. И сега, во целата таа приказка, па имаше обвинување во тој период дека си зел некакви 600.000 евра. Види, ако си зел 600.000 евра, па нели биваше малце помодерен сајт да направите овој ИПИС, каде што ни твоето име не е направено. Не, уште се... Уште се прави од 2014. Не, уште се... Не, сега имаме нов сајт. Па овој зашто се отвара тогаш? Имаме нов сајт, ама under construction. Уште се работи, да. Ќе ти пуштам линк за недела до 2 ќе го видиш. А беше најинтересно на сајтов. Кој е овој ликов што ви се појавува во ИПИС, некој Гора Стоименовски како главен? Кој е овој човек? Ја не го знам, никаде го немам. Може, ако сакаш да ти дам контакт, да се слушнете после. Не, нема потреба да се слушам, него ми интересира визибилноста негова е далеку помала од однос на твојата визибилност. Па затоа, види, колкава е визибилноста, да речеме, има повеќе Нема потреба да се слушам сега, види. Не, друго. ЛГБТ заедницата стварно нема потреба. Не, друго. Има повеќе, да речеме, институти, агенции кои го истражуваат јавното мислење. Колкава е визибилноста на луѓето што се таму? Па реално сите оние кои што прават истражување имаат визибилност. Ја не познавам човек. Ама пази, зборуваме за оние што се релевантни. Не баш, не. Кажи ми една... Не сакам да навлегувам, Ама види сега, смешно е, човеков го прашуваат околу тие бомби, он дава изјава, нема врска, вика, нашите проекти, да, точно имаше за 600.000 со 3 проекти, и сега тој човек го нема негде, ти си ти, а ти си само програмски директор на... Па пази, во Институт за политичко истражување на Скопје. Така ли? Добро. Или Скопје, како? Добро да се. И сега ти си као програмски директор, тој е као собственик и што е, и има уште една девојка, господја, што е, која што покрај низиното име има сликата на овој Горас, не знам овој Горас. Не, значи сајтот е во моментов се работи, 600.000 не можеш ли да се направи? Се работи, не, ово е нов. Се работи, така да ќе ти пуштам линк кога ќе се заврши сега. Добро. И сега знаеш како, кога ќе се тргнеме тезата моја, зошто е анимозитетот спрема тебе, тоа што ти е слушнале со своји уши, како си ти Кирил Печиновиќ и го тешиш Миле и Гордана и така натаму и така натаму. Не. Значи, не само кај нас, но кај нас е... Ама кажи ми, точно ли ова не е точно? Но кај нас е доста изразено. Не, дозволи. Има во сите од овие, да речеме, евен, балкански, ако сакаш, југоисточна Европа и така натаму, и пошироко, и централна Европа, а сега гледам дека тоа го се повеќе се користи и во Западна Европа и во САД. Значи, често пати на политичките партии најкриви им се оние кои што ги спроведуваат анкетите. Така и во регионот? Имало доста случаи. Например, јас доста следам Србија и Хрватска, таму не се жалат на анкетарите. Имало случаи, ако пак ќе кажам, кај нас е тоа многу изразено. Значи, не се криви политиките кои што одредена партија ги спроведува, туку се криви луѓето кои што ги спроведуваат истражувањата и чии истражувања се покажуваат дека се точни. Се тоа што се говореше пред изборите. Така?
Ама пак види, ама пак се зборуваме. Дај ми доказ дека ти си сретнал негде во некоја соседна земја дека некој реагира на анкетарите, односно на агенциите. Ја така не сум сретнал. Друго сакам да ти кажам. Едини случај кај што реагира си ти. За друг никој никогаш не реагирал, сега да не се лажеме јас и ти. Ти си единствено за кој што во Македонија некој реагира и ти ги оспорува, а реално горе-долу ги погодуваш освен, не знам, 2017 себе дал си правил. Значи ги оспоруваат и на други агенции. Чија бе, кажи ми, Влајко, кој? Не са, ама знаеш дека не сакам да зборувам за други агенции. Не, ама ја па не сакам да зборуваме нешто општо. Не, абе нешто добро. фиктивно. Абе, јас себе ти кажувам дека ја не знам друг. Ти можеш ли да го понираш овој мој став? Значи, имаше и други случаи, но сепак ја најдолго континуирано ги спроведуваме овие истражувања и затоа може тоа повидливо. И јас сум повидлив. А овој Горас ги правите истражувања, ги прави? Да, он е заедно со тебе од екипата. Идејата што е? Кога се спроведуваат истражувањата, кога се објавуваат резултатите, кога ќе ги споредиш тие резултати со изборните резултати, многу лесно може да се види дали некој тоа го работи професионално или не. Ама ти па ми спроведи ги сите. Не. Те прашувам дали Друго сакам да ти кажам. Кај нас се воспостави некоја практика дека доколку има некоја политичка партија лоши резултати или резултати кои што можеби не им одговараат на нив, тогаш се криви оние кои што ги спроведуваат истражувањата. А не е така. Добро, кажи ми сега ти мене. Сакаш ти да ми кажеш, прво кажи ми дали се чувствуваш ти како човек кој што реално инклинира кон десницата во Македонија како идеологија политичка лично твоја? Знаеш што е проблемот? Проблемот е дека кај нас идеологиите толку што е перцепција, Влајко? Кај нас идеологиите толку се измешаа да сега веќе не само кај нас, значи така и во Западна Европа, така и во Источна Европа, така и во САД, толку се измеша идеологиите веќе, да ја не знам дали можеме ние точно да дефинираме одредена политичка партија која што припаѓа кон одредена традиционална идеологија веќе. Па реално можеме. Најискрено. Не сум баш убеден во тоа, не во детали, но да. Генерално моите идеолошки ставови јас си ги изразувам секојдневно. А нели ти имате спорно, пошто си сепак и едукатор, просветен работник, идеологијата. Што предаваш, кажи ми, направен? Повеќе предмети. Јавно мислење, истражувачки методи и така натаму. Значи, и како успеваш да ја одвоиш тогаш твојата идеологија која што еве сега кажуваш дека имаш и релевантна каква е од предавањето? Тоа малку ми чудно. Многу едноставно. И како тогаш ти добиваш заслужениот кредибилитет кој што мораш да го имаш кога ќе застанеш пред тие млади наши идни правници и нели академска маса? Значи, едно е мој личен став кој што го искажувам и во медиумите многу често, а друго се предавања каде што им се објаснува на студентите за одредени процеси, појави. Правиш паралела со твоите истражувања и користиш при предавањата? Не. Значи, и тоа е нормално, Добро. И тоа го има сега. Па видите, многу често имате и професори кои што се нели дели од политичките елити. Како не, пред 2 недели ми беше тука подпредседателката Ана Чупреска. Ми изнавреќа онака поштено уздуш и попрего, но тоа е тоа. Јас не сум бил. Претпоставам дека вие професорите така вообичаено ги врегете соговорниците. Јас не, за другите не можам да. Не знам, јас се уверив само дека бев шокиран, просто не знаев да одговорам ја. Мене да ме шокираш. Еве сега ќе кажеш на крај на емисијата дали јас ве вреѓам или не. Она што е важно е дека студентите треба да се здобијат со перцепции, затоа што видите особено во општествените науки. Немате ви апсолутна вистина како што има во природните науки. Така. Јако веќе види и во природните веќе почнува се стомнео. Најважно е вие да им ги дадете сите или барем оние што се најзначајни теории или перцепции на студентите и они самите потоа се разбира ќе си одлучат што повеќе веруваат, што за нив е порелевантно, што е помалку релевантно. Така да тоа
Тоа е нашата, тоа е мојата цел и тоа Кажи би ми, требало ако некој те целта на праша, професорот. например, како професор на едно од твоите предавања, за оваа тема се ме интересира твојот став, пошто знаеш како ова емисија каде што јас ги разглобам моите лични ставови, но и она што е јавно станали, можеби во одреден момент вознемирени, и сега пошто те најав како човек кој што инклинира кон десната, еве да кажам директно кон ВМРО ДПМН, јас ќе се обидам сега да ги прокламирам ставовите на левицата, односно на СДСМ и на дел од јавноста. Еве, например, и за мене е многу спорно, и како ти би го одбранил ако некој те праша од студентите, од дењето на голема наша делегација во Осака на Експо, иако се обидов да ги прочитам сите информации, ги прашав моите колеги во комуникациите со јавност, знаеш зашто зборувам, нели? Тука е министерот за надворешни работи, тука се голем дел од владата, портпаролката, Митева и така натаму, замина на Експо во Осака во Јапонија, што е договорено уште од претходната влада и што, ако мене ме прашаш, е добра шанса, секоја шанса каде што треба ние да се промовираме во ред. Но има едно големо но. Што е ното? Ното е што на тој пат голем дел од нив си ги земали партнерите. Сопруг, сопруга, момче, не знам, и така Кој натаму. плаќа за тоа? Види, тоа сакам малце да го разглобиме Тоа е јас и ти. многу важно. Не, тоа е за мене второ важно. Прво важно е следно, ајде почнем со ова, кој плаќа. Доколку она што е информација во владата дека министерот за надворешни работи и трговија Тимчо и мислам уште еден се платени директно од организаторот од Јапонија, што е окей, во ред. Претпоставам неговата сопруга, пошто е со таму. И тоа е за мене адакта и тука веќе немам никаква дилема во таа точка. Имам дилема за другите моменти, каде што се поидени и каде што првичните информации велат дека тоа што е одговорно лице или носител на функција пратено преку владата, тоа е платено од буџетот, односно од тебе и од мене и останатите граѓани, Добре. а тие другите што биле во нивната придружба, значи сопруг, сопруга, партнер, што да е, се платиле од собствен джеп. Од формално правен аспект е во ред, но има едно но. Кажи ми ти дали се согласуваш. Не ли мислиш дека е малце безобразно? Еве, може би груб збор, но мислам дека е доволно не груб, да искористиш оваа шанса за твое платено од државата, еве, замисли ти дека си некој во владата кој што те пратиле и да се земеш сопругата само да плати. Зар не е во ред ти да појдеш сега како што си пратен, па ти појде земи си плати си нов билет заедно со сопругата, ако имате заедно желба, па појдете до Осака и прошетете се да видите како е Осака. Зборувам од етички аспект, зошто да се користи патувањето службено и покрај се, не знам дали се приметил, дел од нив да се смешкаат, се рекаат на Facebook фотки и прават селфиња од Осака. Па ја мислам дека тие луѓе дел од нив не ги пративме за да ни праќаат пораки преку Facebook и социјални мрежи. Затоа се битни два моменти. Затоа ти велам дека плаќањето во крајна линија ми е најмал проблем. Мене овој проблем ми е поголем. Види, тоа е проблем, плаќањето е проблем затоа што Ама види, не ние можам не треба да плаќаме. не можам да се сомневам дека некој е луд и на сопругата да ја плати, зашто тој веќе не сме да припири во државна институција. Вие сте новинари, треба да го Ама проверите не, тоа проверуваме, така е. кој платил и како платил. Она што е вториот момент што е значен е која е целта на тие луѓе да бидат таму и кој ќе биде Не, а која е целта на нивните придружби да бидат Не, таму? чекај, дозволи. Ама не Која ми е така целта? сега. Зашто Не. Која е целта на тие луѓе да бидат таму и кој е ефектот од нивната посета таму? А инаку да, јас се согласувам. не се согласувам со тебе. Во време каква што е во Македонија, во време не време, каде што не можеме да си ги отвориме патиштата кон него. Добро, Кога во државата ни се случи страшна травна апокалипса со кочани. точно. И ние сега во ваква ситуација да седиме и да си ги носиме на собствен трошок, еве на собствен нека, и верувам дека е така. Зашто пак ќе ти речам, треба да си благо ретардиран, да си ја земеш сопругата во Осака сега во овој момент и да кажеш ајде дека ми плати од буџет парите. Во најмала рака благо ретардиран треба да бидеш. Тоа не ми е проблем. Зошто сега во овој момент си ги носиш, зар нема друг ден, нема ли друг месец, нема ли нешто друго ти да имаш шанса па заработи ги парите појде. Пред да ме прекинеш, ја целев кон тоа. Значи, затоа ти реков да се види кој е ефектот од посетата на одредени функционери, нели? Во Осака. Дали всушност имало потреба тие да одат таму? Ако имало потреба, што они успеале да направат? Че не е само да отидеш таму, туку треба да има некаква визибилна поента на тоа идење, таму. Инаку јас се сложувам со тебе. Доколку е некој пратен
од државата и има работа И треба за да си го државата, треба партнерот треба да да си ја заврши работата Ама дал треба да за си која го што носи е пратен. партнерот? Кажи ми еве сега како човек што треба. Искрено Што не. ќе им кажеш на студентите? Искрено не. Искрено не. Така сакам да Искрено слушам, не. зашто Ама јас затоа ти реков претходно. Треба да се види која е целта и кој е ефектот од таа посета. целта не е спорна. Значи луѓето верувам дека луѓето оствариле средби за кои што требале да остварат. Но која е пораката која што ти ми ја праќаш како Искрено. мој представник, Искрено јас ти би направил такво нешто? не. Што друго мора да правиме? Па не бе, окей си е. Да се вратиме само ова што ми го зборуваше, близок или не близок, види. Ама тоа секој не треба да човек- го муабетиме ти. Не. Имаш печов дека вака ти стои, знаеш, лавче, но и тоа е тоа. Да. Можеме ја па и ти да види, забали ти да ми раскажеш приказка. Види, ја мислам дека тоа што икаш печ или лавче треба да ни стои на сите нас кои се чувствуваме како Не, другите македонци. не имаме тука, другите имаме тука. Како Овдека го имаме. македонци. Не, тука го имаме другите. Така А да, оние што имаат овдека печ, треба да видиме што така прават. да, во однос на тоа мислам дека сите треба да го имаме тоа. Овдека треба да го имаме. Добро. Инаку што се однесува до тие разговорите кои што ги спомна дека сум тешил, некој не сум тешил. Утешение грешним, Кирил не, Петринович. Не, Па ми имаше тоа читав, не го слушам. Го тешеше стварно? не, слушаме се. Имаше истражување кое што велеше дека разликата помеѓу ВМРО и СДСМ беше пред изборите 2011 година за изборна единица 4. Знам, за Прилеп, знам така? што го. Да. Изборна единица 4. Добро, тоа кај и Прилеп, Не така е тој само Велес и така на добра свака. Не е Велес, Прилеп и Струмица, тој дел. Чекај, Велес е тројка со Штипе, Велес така е да. тројка, да. Така. Значи, имаше истражување каде што се виде дека се приближуваат во однос на поддршка ВМРО, ДПМН и СДСМ. И во тој разговор рекам, ќе повториме, уште еднаш ќе се направи истражување за да се види, да се потврди таа перцепција. Дали е тоа така Види, или не не? се сомневам И како сега, што го представија чекај. дека ти си манипулирал него, едноставно си рекол, Уште една вие работа. работете Уште нешто. една работа. Провери ги резултатите 2011 Добро. година за изборна единица 4 и Добро. ќе видиш колку беа всушност близко. Така да. Не, види. Тоа е. Пак ќе ти кажам. Не. Значи, ја не го спорам. Па не, тук искрено. имаше обвинувања. Се местело нешто се прави. Чекај малку. Види, ја никогаш не си мислел дека ти си мислела тоа што во крајна линија, знаеш, тоа е една таква контрауслуга што можеш некому да Абе, многу направиш. е лесно да се види тоа. Тоа е ужас. Тоа еднаш можеш да го. Тоа еднаш Никогаш можеш да го повеќе. направиш и да си затвориш после Но све и да се разговорот, твоето тешение Да. грешим, тоа бе предизвика, знаеш. Твојот Кирил Печин предизвиката. Разговорот беше. Добро, кажи ми сосема да, нормален. значи зборна сме за Осака, се согласуваме двајца дека тотално е непотребно да носиш партнери на вакви патување, независно што се платени од сопствен джеп. И тоа е генерален став кој што важи за сите влади, за сите функционери и за сите оние кои што треба да го наблюдуваат, да го земат од превид и оној етички аспект од нивната работа. Инаку се согласуваме дека не е спорно, не е кривишно дело, не е проблем. Не, има, Но, но види, знаеш- зборуваме за морална дисторзија, мене ако ме праша, сега сериозно. Изборуваме за една морална интелигенција. Ние имаме емотивна интелигенција, имаме Види, се случува често кога има такви некои службени патувања, да речем оние кои што одат на тие службени патувања да доплатат, да земат и да. Ама Но тоа во се- случајов станува збор за функционери и се согласувам од тоа, да. И се пази, согласувам, дополнителни окей. дел од нив да ги видиш фотките на Facebook, ги има више Да, објавено па и добро. сте рекани и се слика. Знаеш како е кај Ама нас. чекај, ја не ги пративме за да се сликат на Ама знаеш Facebook. како е кај нас. Ако те нема на Facebook, исто ко да не си Ама бил, иш тогаш дека не идат, Лајко. Па да. Иш дека не идат ако треба да се сликат со наши пари да на Facebook. се Стварно. согласуваме за тоа, не, окей си. Е, се кажеме на друга работа, на друг феномен. Татјана Димитровска, нели сега има предистрага и не знам истрага дали е више влезена директорката на ДКСК, председателката Добро. на ДКСК. Нешто што претпоставам ти ќе се согласиш дека беше шокантно, особено кога више ги поминавме сите оние фази со СЈО. СЈО за мене беше еден малфункционален проект кој што до ден денеска не можеме ти кажем дали можеш да ми објасниш како успеа на двата листа со предлози и кај ВМРО ДПМН и кај СДСМ во тие моменти со пржинска влада да се појави таа фамозна Катица Јанева. Сајке ти кажам. И ова истава Татјана Димитровска исто и ВМРО и СДСМ гласа максимални поени за неизе во собрание. Значи кога овие две партии
ќе имаат 100% консензус, имам дојам дека тоа нешто е проблем. Знаеш што е, па сега ти треба да го гледаш тоа, предпоставам од нивниот аспект. Значи, ако ја и ти сме спротивставени во скоро све, говориме за политички аспект, а мораме да избереме нешто заедно, тогаш и ја и ти ќе се обидеме да го избереме оној кој што е најнеспособен и кој што има најмалку интегритет личен, а со цел после и ја и ти како политичари да се обидуваме да влијаеме врз тој човек. Значи, согласуваш што мене дека се беше во стартот малформација. Ако избереш човек со интегритет, ако избереш човек кој што сака да си ја врши својата работа, тогаш знаат и двајцата или тројцата или педмината политичари кои што треба да го изберат, дека ќе си имаат проблем од аспект дека тој човек после нема да ги слуша они кои ќе му сеат или кои ќе му прават притисок. И затоа они се обидуваат секогаш да го изберат човекот кој што според нив ќе биде најлесен за манипулација. Сакаш да кажеш дека од етнички аспект е некоректно од лидерите на двете партии што тогаш се договориле и за Груевски и за... Сакам да ти кажам дека они идат врз база на помал отпор. Значи за кој сметам јас дека ќе ми пружи најмал отпор ако се обидам да влијам врз тоа. За кој сметам ја дека ќе има најмалку интегритет личен ако се обидам да влијам. Дека Ковачевски и Мицковски се договориле за Тања Димитровска, така се викаше госпоѓата од ДКСК. Ја ти зборувам за Катица Јанева. Ама сега ќе направи паралела дека и ова е чудно, дека едни... Ја ти зборувам за Катица Јанева. За ова искрено како се договориле и што се договориле, значи, не знам. Максимални поени. Пази, невладините имаа проблем. Или имаат право и тие да гласат, има тие многу мал се поени да. Но СДСМ е ВМРО максимално. Затоа ти велам, генерално политичките партии инклинираат да изберат кога мораат нешто заедно да бираат. Помалото зло. Така е. Не, помалото зло. Помалото. Не помалото зло. Не помалото зло, него човек за кој што они сметаат дека ќе биде најлесен за да му се влие. Добро. Се кажеме на друга работа исто што за жал пак ќе кажам. Значи тука треба да се избере човек кој што има највисок интегритет, затоа што знаеш како е. Ако се избереше место Катица Јанева, човек со висок личен интегритет, професионалец, тогаш немаше да може да му се влијае на тој човек подоцна да прави она што го правеше Катица Јанева, да не се враќаме сега. Да не се враќаме, така е. Ке видиме во суштина што ќе се случи, каква ќе биде завршницата со претседателката на ДКС како Телнава, која што па види она јако никако не си дава оставка, што ми е тоа. Што ми е малку повеќе од чудно. Дури каков е тој личен интегритет. Првото обраќање, не знам дали го прочита, јас како претседател вели. Значи таа со други зборови вика немојте да очекувате ја да си давам оставка. Види за каква перцепција околу она што ти говорев личен интегритет има тој тип на луѓе. Се согласувам дека е многу спорно, но пак ќе те прашам, па многу е поспорно како двете партии се договорија и за Катица и за... Не треба да ти биде спорно, ти кажам, они идат секогаш да изберат човек кој што едноставно за кој смета дека можеби ќе може да го манипулираат после. Тоа е. Како дојде Таравари у целава приказка да биде топ тема неколку 10 дена, јасно ми беше Таравари ке мене пошлава недела, и мојот став е дека тој самиот си е создаде оваа лимбо ситуација, пошто меркантилни причини за мене, за да подобро се до договори или со едните или со другите. Како можеме и ние како цела јавност да се палиме сега леле ќе се видели Таравари со Мицковски и што ќе кажат, како ќе кажат, дали е можно толку јавноста да биде осудена на индивидуализмот, политичкиот индивидуализам. Пази, Таравари излего голема работа, излего киде со Дуи, па нека иде со Дуи. ВМРО не му одговара, не му каже, види, друже, ти повеќе не припаѓаш во овој концепт кој што ние веќе скоро година дена го практикуваме, па и тргни се. Добро. И што е сега тука, ќе се видам, нема да се видам, од твоја, ме интересира твојата перцепција за тоа. Грешиме ли ние? Имаме ли ние веќе како јавност погрешна проценка правиме што е од јавен интерес, што не е и од јавен и од општествен и политички интерес? Значи она што нас како Таравари ли ние главна приказка? Не, нас главна приказна треба да не биде у мене ако ме прашаш, што правиме ние со ЕУ? Треба да не биде што прави власта, која да е власт, за
добробитот на граѓаните, за твојот добробит, за мојот добробит е. така натаму. Тоа е главната цел. Што прави Таравари? Види, он си има некои своји предпоставуваме математики, дали ќе му се остварат или нема да му се остварат, си знае он најдобро, а и ќе видиме и ние сите дали е тоа случај или не. Она што беше јасно е дека овие локални избори ќе бидат само локални или ќе бидат локални парламентарни? Ќе бидат локални, ќе бидат од една страна во оние општини каде што етничките албански партии немаат свој кандидат или немаат шанси за некаков успех, ќе бидат и малку досадни заради огромната разлика која што постои помеѓу ВМРО ДПМН коалицијата и СДСМ коалицијата во моментов. А од друга страна ќе бидат исклучително интересни во оној судир помеѓу ДУИ и анти-ДУИ блокот, така го нарекувам ја, значи Влен, тоа е анти-ДУИ блок. Тоа всушност се споја повеќе партии со цел да му се противстават на ДУИ. Моите предвидувања по изборите, по формирањето на оваа влада минатата година беа дека во Влен постојат две можни алтернативи за нивен развој. Или ќе одат кон создавање на посилна коалиција и единствена партија која што ќе биде панда на ДУИ, нешто како што имаме СДСМ и ВМРО ДПМН во другиот блок, или дека ќе оди кон дезинтеграција, затоа што ако вие не можете да се договорите, тогаш не може да остане статус кво. Така е. Нема статус кво во политика. Затоа сега имаме она што го имаме во однос на Таравари. Значи, тие 4 партии, партијата Алијанса на албанците предводена од Таравари, крилото предводено од Таравари, бидејќи нели имаме и Алијанса на албанците предводена од Зијадин Села. Очигледно постоеле некакви несогласувања внатре во самата коалиција вреди и се случува тоа што случува. Сега, кој ќе биде финалниот исход? Ќе дознаеме, се разбира, наскоро. Сега можеме само да дадеме одредени предпоставки. Која е користа на Таравари и неговата партија од овие чекори кои што ги презема? Мислам дека он треба да одговори. Најдобро може да одговори. Што правиме со ДУИ? ДУИ веќе почнува на големо мене, ако ме прашаш, да ги вади тапаните, да почна да ги удира оние ритмови на наводници. Војната, слушај го. Не поминува. Види, не поминува, но знаеш како, не поминува, но кај неалбанското население, јас знаеш како велам, мене ме нервира многу што ДУИ цело време кокетира со терминот македонците и албанците. Не, јас велам македонците и останатите етнички заедници. Тоа што албанската етничка заедница навистина е убедливо најголема во однос на другите, па не значи дека треба да има супремација во однос на останатите. Сега гледај, ти да излезеш да кажеш, доколку видиме дека ќе има само обвинителен акт, не пресуда, за Бектеши, ние излегуваме на улица. Тоа е изјава на Али Ахмети. Добро, нека излезе на улица. Ама види, прво, тоа за мене, ја баш би сакал да излезат на улица, искрен да бидам со тебе, за да видам институциите во државата дали ќе бидат на висина. За да не ни се случи она насилие, шетање по повод знамето и пукање рафали во воздух и цел град во центарот на Скопје да биде во стендбај, дури помине групата на славениците за албанското знаме. Ама чекај, тоа на што личеше, кажи ми? Ти си ги видел ли некојаш нашите сограѓани турци тоа да го прават? Не личеше на ништо. Тука или срби, или било други? Не е тука битна етничката припадност. Значи, треба да престане веќе све да гледаме преку етничка припадност. Тука што е битно? Тој што пукал, не ме интересира кој е, што е и како е. Треба да се приведе во полициска станица, треба да се покрene обвинителен акт и треба да се добие онаа казна која што заслужува. Доколку тоа се случи, затоа сакам да ги видам институциите. Ја не очекувам никаква, нека си го за слободно да видиме како ќе функционираат институциите. Значи, тука... Знаеш како преку глава ми е и мене и на граѓаните да слушаме, ако ова не се слуша, ние ќе го направиме ова. Не сме тоа да го наблюдуваме преку етничка... Каква е ова уцена општествена? Не смеме да го наблюдуваме тоа преку етничка конотација. Ама види, јас и ти не смееме и не сакаме, но тие велат албанците и македонците. Они може да кажат што сакаат. Или ако го рчнат, пази, ако го чепнат законот за јазици.
Имаме Венецијанска комисија, кој што да не заборавиме, бегалецот Артем Груби тогаш рече заедно со Заев, веднаш кој ќе додат забелешките, се сеќаваш од Венецијанската, ние ќе ги имплементираме. Дојдоа, не да не ги имплементира. Ама јас зашто ти кажувам дека кај нас се прават некои сега работи. Сега се буна за тие забелешки. Некои работи обратно. Едноставно имате нефункционален закон. Сите говоревме за тоа. Прва работа. Втора работа. Никогаш забелешките од Венецијанска комисија не се имплементираат по носење на закон. Него прво се дават на мислење, па пред да се донесе, за да нема ваква ситуација каква што имаме. За жал, ја имаме таквата ситуација. Сега да се вратиме назад. Не го наблюдувај ова од значи не смееме да го наблюдуваме ова од етнички аспект. Некој ако каже македонците, албанците така, затоа што ако го наблюдуваме тоа од етнички аспект, тогаш ќе се чувствуваат по години и сите оние луѓе кои што најчесто и професионално си работат својата работа, живеат за своите семејства, живеат за оваа држава. Јас, ти Иван, и голем број не ги гледаме така. Мене не ми е важно што си по националност, што си ти по етничка припадност. Ева вака ќе ти кажам, ако излезе некој на улица и ако извади огнено оружје и пука во воздух, без разлика кој е тој, полицијата треба да реагира, треба да го уапси затоа што тоа е недозволено и треба да се поднесе соодветна прекршочна или кривична мислам пријава. дека после 16 март дека многу работи се смените и во самиот систем на делување на МВР, што морам да го пофалам тука Панчо Тошковски, затоа што гледам дека за секакви работи, кога ќе речам секакви наводници, но кои што се опишани во позитивните законски прописи, кога ќе бидат прекршени, нарушени, веднаш се реагира, се надевам дека се реагира, но пак ќе ти кажам, така ќе се намали криминалот и тие нарушувања. А претходно ако ти текнува... И гледаш што е барањето на јавноста, повеќе не е толку на прво место економијата, колку што е борбата против корупцијата. Што гледаш, па јас тоа го презентирав нели во истражувањето уште пред 2 години и минатата година. Така. И тоа за прв пат ние веќе имаме каде главна перцепција, главен проблем перцепиран од граѓаните да не е веќе економијата, туку борба со криминална корупција. Јавноста е гладна за општествена и политичка крв. Сака да види луѓе кои се тие одговорните што не доведува во вакво дно, општествено, политичко, интелектуално, економско, секакво. Така. Ние се наоѓаме на едно дно каде што сега види, бараме кој не донесе. Реално. Од друга страна, пази да не заборавиме, и јас сум лично ќе ти кажам, и јас сум многу разочаран што мене некој не ми дозволува од мојата држава да го продолжиме патот кон ЕУ. Јас се фрустрирам што слушам дека Албанија се предвидува дека до 2027-2028 ќе ги затвори преговорите со ЕУ. Ќе ги затвори сите кластери. Значи за мене е тоа фрустрација. Не поради среќен сум за албанците. Алал да име. Ја пак ќе ти кажам, алал да име. Јас сум несреќен поради нас. Кој е тој што нас ни рече и не доведе во оваква заложничка ситуација од страна на една соседна земја? И се не убедуваат, не, тоа не е од Бугарија, тоа е од Европска унија. Точно е, но ама кој беше тој кој што работеше да дојдеме во оваа ситуација? Зоран Заев како кој беше тој? Ама од другата страна беше Бугарија. Ги имаше барањата? Не беше само Бугарија. Значи, уште... рака на срце, 2022 беше Ковачевски што го... Не, ама тоа, осте го Ковачевски. Ковачевски само... Се согласувам, ти зборуваш за договорот добрососедство, тука тргна приказката и ние као некакви браќа и за Преспанскиот договор. Значи, она што сите го говоревме беше дека колку и да беше, ја би рекол, да се изрезам, да не би премногу што, значи, колку и да беше непринципиелен тој Преспански договор од македонски аспект, затоа што 30 години имаше одредени барања на Грција, 30 години ние ги одбивавме тие барања, за на крај некој да дојде и не само да ги прифати тие барања, туку да прифати све нешто што некогаш некој грк го посакувал. Реално те прашам. Еве да не ги прифатиме. Сакам да што мислиш, кога ќе се решиш тоа? Не, сакам да ти кажам друго. Јас тогаш реков. Еве во ред, сте прифатили тоа што никогаш никој претходно не го барал од нас, тоа е употреба на придавката во внатрешни односи. Значи тоа е најголемиот пораз наш, ако мене ме прашаш. Во тој договор со Грција. Така, сега. Но пак реков, еве ќе преминеме преку тоа. Дали вие имате гаранции
дека после на некој друг нема да му текне да бара нешто, затоа што Бугарија чека Грција. Да заврши Грција и после да е Бугарија. Ова е 2017-2018. Така да тоа не е нешто ново. Види, Влајко, да ти кажеме на работа. Мене ако ме прашаш, ако ние не почнеме и забрзаме некако магично со преговорите со ЕУ, утре ќе влезе ЕУ, во ЕУ ќе влезе Албанија, ќе влезе Србија. Ја ти гарантирам, и Србија и Албанија така ќе ни стегнат барања за кои што ние ќе речеме, знаете што? Па што бараме ние во ЕУ, најде да седнеме да се растуриме, нека ни поделат уште. Па веруеме, ние не сме, ја ти гарантирам дека и Албанија и Србија ќе ни стегнат некој барање. Не верувам дека кој било од така наречениот Западен Балкан ќе влезе еден ќе има некаков распоред прв, втор, трет, четврт, пети. Мислам дека многу е поверојатно на варијантата. Топтан да влеземе? Да. Како ќе влеземе, не сме почнале преговори, како ќе ги влеземе? Има еден друг проблем. Треба да ги видиш и оние изјави кои што доаѓаат од ЕУ и од највисоките политички представници на најмокните држави во ЕУ. А тоа е дека прво ЕУ мора самата да се реформира внатре за да може да прифаќа нови членки. Тоа ЕУ се уште го нема направено. Види, јас сум убеден дека нема да влезе, согласувам да влезе во унијата. Се согласувам дека тешко ќе биде да се формализира влезот на Албанија во ЕУ и да ги затворат. Тука ќе биде проблеми со Црна Гора, ќе биде проблеми со Србија. Апсолутно. Дури мене ако ме прашаш, ја имам дури малку дефетистичко размислување, мислам дека ние никош нема да бидеме членка на ЕУ. Тоа е моје лично убедување, тоа ќе видиме. Ако види во ваква ситуација сега каква што е, ако нешто не се смени, не гледам како ние ќе станеме членка на ЕУ. Треба да се смени прво внатре во ЕУ, но тоа не значи дека ние треба да си седиме и да чекаме што ќе се случи во ЕУ. Мислам дека е потребно едно поактивно ангажирање, поактивен ангажман на македонската држава, која била македонската држава, тука мислам и на власти, на опозиција, и на невладен сектор, и на сите оние општествени чинители, да се направи одреден контакт, ако треба прво и на пониско ниво со Бугарија, и да се види што е проблемот, каков е проблемот и на кој начин можеме да го решиме. Треба ова малце наивно. Не е наивно, види сега. Утопистички па сами. Не е така. Проблемот со Бугарија е дека они Џон Малковиќ им доаѓа во Софија да прави театарска представа. За дело за Борев кој е делото каде што се опишува војната кога србите ги грбават бугарите. Во 19 век мислам дека се случи. Излегуваат, му протестираат, сакаат да го крусифицираат Џон Малковиќ, зошто ги навредува, пази, зборуваме за дело 19 век. Тоа е. Зашто зборуваме јас и ти? Ама те молам. Не. И види, треба 2 дена за да реагира и формално тогашната привремена влада. Мислам дека доколку се обидеме да трнеме политиката на страна, затоа што политиката е таа која што во овој случај бугарската политика. Лајко, дуре проблемот со Русија, никој не може да ја свитка раката на Бугарија. Не треба да ја свитка раката. Треба да ја свитка раката на Бугарија затоа што овие барања се максималистички. Не треба да ја свитка раката на Бугарија, туку треба да се седне и да се направи еден разговор каде што ќе бидат исклучени сите оние политички манипулации, затоа што овој проблем сега генерално, иако има повеќе причини, но поводот беше нестабилноста на претходната влада на Бојко Борисов со Каракачанов, каде што он излезе и ги постигна. Тоа беше повод. Има повеќе причини, но тоа беше повод. Поводот за проблемот со името беше 92 година Самарас, кога излезе и кога се обиде да ќари некои поени. Да, ма на крај договорот имавме покрај име проблем со име, имавме и решавање на приказката со јазикот и идентитетот. Значи, верувај ми, ние нели се појави некој играч во ЕУ кој што сериозно ќе одржи лекција и ќе отчита буквица на Бугарија, или американците не се вклучат малце посериозно во еден одреден момент во трајање од 15 дена во оваа приказка, веруваме дека ние веќе ќе го имаме. Искрено мислам дека можеме. Знаеш како ова ти е думсдей сценарио. Значи, не верувам дека бугарите искрено како бугарската држава, значи дека на бугарската држава
и сите оние кои што се вклучени таму не сваќаат дека за нив е подобро доколку Македонија Ти читаш ли биде нивните на делот. анкети, па дај, Значи, медија пул прочите малце сајдот да нивните анкети полека. 81% смета дека Што? не сме на Дека? Македонија безусловно да се дозволи почеток на преговори. Епа, што е тоа безусловно? Значи условот е влез Па, на што е бугарите тоа безусловно? во преамбулата. Епа како не чите ги анкетите бе мајко? Затоа ти велам, кога вие Значи ние имаме два спротивставени сериозни ентитети. не. Епа не можеш Имаме ние имаме еден дел од политички дел елита. од политичката елита која што се обидува врз тоа македонско прашање да освои политички поени и друг дел од политичката елита, ова го говорам за бугарските политички Добро. елити за да биде појасно. А обичните луѓе мислиш дека и друг дел од ти политичката пуштам анкети на каналот Чекај, правене во чекај. Софија? И друг дел од политичката елита која што не знае како да се излече од тоа. А односот на бугарите кон Македонија можеше да се види еве сега после трагедијата која што се случи во И Косово. какво беше односот? Епа како беше односот? Чекај. Сега, значи, ние треба да седнеме да го хвалоспиваме тоа што не, ова само види за најголем непријател ќе му пужиш рака. не. Ама те молам. На најголем непријател ќе опружиш рака. А што, дека ни помогнале за децава што ги земале на лечење, па тоа Дека е очекувано. не, целиот однос на Ја не можам да Бугар- кажам дека тоа некаква перцепцијата ќе смени кај нас. целиот, не, јас сакам да ти кажам, говоревме за политички елити и говоревме за односот на граѓаните, на Лајко, бугарските срамота граѓани. е, види, мене ме чуди Македонија што ти ова го кажуваш. Сосема е поинаков однос. Каков е односот поинак? Сосема е поинаков. Па зар ќе треба политички поени да добиваш што ќе ги Не, тера децава не, пред не, да влезат во болница не, да се потпишат не, како не, бугари да не, земат? Не, ама сега види. Ја ти зборам односот Не се нервирај и повеќе. ангажираноста. Ама нормално е за секој јабанџе ќе го направи во 20. Како нема да го направи? Кој ќе го направи? Како тоа е нормално? Абе во Македонија да беше е тоа не де Боже обратна ситуација, македонците ќе ги собера бугарите. Исто. Па нормално, Точно е. ама во незгода се помага. Зборуваме за денови на Во незгода. мир и спокој и стабилност каде кој од Бугарија тебе те почитува, ти дозволува, па прочитај ги изјавите на сите нивни политичари. Значи независно пак збори за политичари, пак збори за политичари. Ама види, тие се направи репрезентирани, направи ограничување. Добро, знаеш ли да ми наброиш 5 аналитичари, експерти, професори, имаш еден Дичев, мислам дека почина човекот пред 2 години. Има уште еден Стефан Дечев, ако не се лажам, кој што размислува трезвено и здраворазумски и пред се модерно за 21 век, а не медијавистички. Затоа, кажи ми каков беше односот на сите грчки политичари и аналитичари во Грција претходно? Ти текнува каков беше? Ама види, ти зборуваш Ти за текнува една каков беше? однос со земја, са ти ако справиш паралела помеѓу Грција и Бугарија, значи правиме разлика помеѓу Јас само ти велам помеѓу дека низина треба и Хималај. треба да се направи разлика помеѓу бугарските политички елити и помеѓу бугарските граѓани. Но Ти си били во Бугарија одамна? Кога си бил последен пат? пред 2-3 години претпоставам дека Си зборувал со луѓето вака? секој зборувам со луѓето. Со бугарите имаш партнери комуникација, луѓе со кои што соработуваш од бугарската страна? Ние бевме, види, јас сум од таа генерација кои што уште од 90-тите и поготово почетокот на 2000-те години пред Бугарија да влезе во ЕУ, работевме еден мал милион проекти со оние држави кои што аспирира за ЕУ. Така да има една огромна мрежа со бугарски невладини и македонски невладини организации кои што комуницираат помеѓу себе. Зошто ја немат И визибилност никогаш немало проблем. Ја ти кажам, проблемот е политички и политички треба да биде решен. Македонските граѓани немаат проблем со бугарските граѓани немаат проблем со македонските граѓани. Зашто да го правиме она што можеби политичарите го сакаат. Бугарските политичари, не нашите. Они сакаат да создадат антагонизам помеѓу двата народа. Нема антагонизам помеѓу двата народа. Има антагонизам кој што дел од бугарската политичка елита смета дека е добар за нивниот политички просперитет во Бугарија. Така да, јас тоа сакам да ти кажам. Да не го пренесуваме тој проблем на цела држава. Анкетите покажуваат огромен број на бугарските граѓани кои што ја подржуваат сегашната политика каква што е рестриктивна и репресивна
кон Македонија визави европскиот Добро. пат. Значи, Доколку- ја и ти може да се лажеме до Сабајле. Доколку- Проучитай си ги анкетите, ќе се видиш па. Сега. Доколку успееме да најдеме Види, одреден истата анкета, компромис, кажи ми ти, колку проценти во Македонија, преку 70% не сака да ги стават бугарите, па така ли? така е. И како ќе го смениме ние тој наратив? Како ќе убедиме нашите сограѓани, јас и ти, дека видите, знаеш што, тоа е сепак е добро, дај да попуштиме и овој пат, па после се чудиме зошто. Нашите сограѓани мислам дека се многу повеќе упатени од бугарските граѓани во овој проблем. Нашите сограѓани го велат Зашто ние следното. патиме, затоа сме Нашите попатени. сограѓани го велат следното по најголемиот дел, а јас тука целосно се согласувам. Што ви кажат? Не е проблем за бугарите да влезат во уставот како една од тие заедници, нели Добро. веќе има. Него проблем е дека некој од нас треба да ни даде одредени гаранции, после она фијаско што се случи, нели, прифатете го Преспанскиот договор и патот го не ви отворен. Па Меркел Нас беше дека- треба, Меркел беше така е. Некој треба да ни даде одредени гаранции дека нема после на следната кривина повторно да излезе некаков проблем доколку се прифатат тие бугари во устав. Тоа е најголемиот. Види, кога зборуваме за да биде појасно јавноста, зборуваме за оние проблеми кои што ги детерминираше Бугарија, тоа се оние историски проблеми меѓу нас, односно билатерални кои што треба да станат и европски, нели? Ние не зборуваме ако се појави некоја земја, не знам, Шведска или Холандија или Германија, каже ви имате проблем со Не. екологијата, тој е друго два. Говориме за Билатералните и веќе Говориме, јасни и познати. Е вака. Прашања кои што воопшто немаат допирна точка со оние европски услови кои што секоја земја требаше да ги исполни и Добро. најголем дел од земјите ги исполнија. Иако тука токму Бугарија беше од државите која беше примена без да ги исполни тие услови, исто како што и Грција 81 година беше примена без да ги исполни тие услови, кои што тогаш беа 2 или 3 само. Ај се вратиме малку на домашната тоа е политика, особено на овие сега активности на институциите после страшната трагедија во Кочани и оние апсења, процеси, предистраги, па можеби и истраги, прашања, нели, слушаме во јуник има и крај на истрагите, претпоставам ќе има и обвиненија. Мене ме интересира, слушаш дека има одредена група на наши сограѓани кои што, нели, и самата опозиција тука вели дека има селективна правда во однос на гонењето на лицата кои што на ваков или онаков начин се поврзани со таа апокалипса, пожарот во Пулс, во Кочани, дискотеката или што го да е ноќен клуб или не знам ти што. Мислиш ли дека ВМРО се обидува да се ги заштити своите луѓе на еден или на друг начин? Зашто гледај, паралелно имаме еден друг настан кој што се случи, братот на градоначалникот на Гази Баба го фаќаат двајца полицајци, го пуштаат и пишуваат казна на друг човек кој што во тој момент воопшто не бил тука и се заработија кривични пријави. Сега да те прашаме на работа, зар ти мислиш дека братот на Бобан, мислам дека се Стефановски се вика градоначалникот на Гази Баба, зар ти мислиш дека братот на градоначалникот на Гази Баба е страшно познат лик во градов и кај полицајците и веднаш го препознале и се уплашиле дека е брат? Зар мислиш дека не проработал тука телефонот на градоначалникот? Не знам сега, види сега. Не, сега види, логично се Можеме обидуваме, да- можеме да спекулираме. ама види, не треба да шпекулираме, треба само да размислиме логично. Дали Ти го знаеш ли братот на Бобан, градоначалникот од Гази Баба? не го знам. Е, па виж, ни ја не го знам. А чудно е како не го знаеме, јас и ти ја знаеме доста луѓе кои што, нели, флуктуират во нашето политички и општествен лендскейп. И се не го знаем и се тој го фаќаат, вози безобразно многу за градски услови, не знам колку 60, 70, 80, и него го пуштаат мистериозно двајца, не еден, него двајца го пуштаат. Што се случува после? Добиваат кривични пријави, пак ќе ти кажам, секоја чест за панча, симном капа, ама прашањето е Секој може дали со ова владеачката ВМРО се обидува да ги штити своите луѓе? А Панче обидува. Тошковски од која партија? Добро, се ако сакаш да ми ја вртиш приказката. Не ја вртам бе, сакам друга да ти кажам. Имавме претходно случај каде што Како е можно? Ајде. Имавме случај каде што кабелот беше крив за модуларната болница, кај што полицајката се удирала само од пајакот и да не набројувам други. Сега имаме, не знам, истрага против колку 50, 60 луѓе. 60 луѓе, така. Ќе видиме како ќе се случи и што ќе случи понатаму. Но сега за сега, мислам дека институциите
после подолго време, на вистина се обидуваат да ја сработат својата работа најпрофесионално како што треба. Дали тоа ќе продолжи така, ќе видиме. Доколку не продолжи така, доколку нема завршница, се разбира дека сме тука за да... Дилемата и прашањето, зошто меѓу луѓето кои што, освен што бил на распит, го знам, не и, например, актуелниот директор на ДПИ, државниот пазарен Владко Стојковски, ако не се лажам, Стојковски се вика господинот. Она што успеав да го, кога пред некој време читав за него, видов дека стапил на должност некаде октомври-ноември, што реално можеби немал време ни да се ангажира и да ги испита сите случувања кои што биле актуелни не само во Кочана и во Скопје, но постои еден вид и на етичка одговорност или она ја што го викам морална интелигенција кај нашите политичари, па да кажеме чекај, дајте да видиме дали тој има некаква одговорност. Опозицијата обвинува дека се прави селекција. Можеби ќе се прошири и ќе види кога започна истрагата, имаше право нели 1, 2, 3, 5 мина. Потоа се продолжи тоа 10, 20, 30, колку стигна сега. Бројката се зголемува. Да почекаме да видиме што ќе се случи, инаку се согласувам сите оние кои што на некој начин имале допирна точка, и не, имале допирна точка, не значи дека сите се огрешени, но имале допирна точка со тоа, се разбира дека треба да бидат дел од интерес на таа истрага. Но, со оглед како се движи истрагата, мислам дека сега за сега, барем на вистина, не можеме да кажеме дека и МВР и сите други органи не се обидуваат да си ја завршат својата работа на најпрофесионален начин. А братот на Бобан Стевковски, ја и ти не го знаеме, ама го знаат полицајците, и затоа го пуштаме. И затоа полицајците треба да имаат одговорност. Кривична ќе си има така слушнал, така имавме извештај од МВР. И после кога нечи... А Бобан не се јавил, така? И после кога нечи друг брат или братуче ти све, ќе биде во слична ситуација, тогаш полицајците ќе му пишат казна како што треба. Тоа е. Така е. Затоа е потребно да функционира правната држава. Не, сите учат така. Мислите дека германците или французите се многу посвесни и поодговорни за својата држава? Не, има огромни казни, кои што ако ги нарушиш, знаеш дека ќе одговараш. Кои што знаеш дека ќе одговараш. Доколку тоа дојде и кај нас кога ќе се види дека чекај ова ако го направам можам да имам последици, никој нема да го прави. Тоа е целата работа. Значи ти мислиш дека не мора да значи тоа што актуелниот директор на ДПИ кој што нели цело време од СДСМ само врискаат на сите страни дека треба да биде меѓу осомничените, дека не значи дека нема да биде во некој период. Не значи дека нема да биде дел она како беше person of interest, односно човек кој што треба да се праша за таа бил прашан, бил веќе во јавно обвинителство, дал исказ човекот, значи да бидеме искрени сега што... Значи, доколку има индиции дека може би има поголема инволвираност, претпоставам дека ќе се прошири истрагата и дополнително, затоа што сега гледаме дека во моментов, пак ќе кажам, знаеш зашто? Реакцијата на сите институции по трагедијата која што се случи, мислам дека беше во рамки на нивните надлежности. Беше брза, беше ефикасна и сега за сега, затоа и нема гнев кај граѓаните се уште, кон државата, има гнев кон целото општество за ова што се случи. Ама не сега, него за последните 30 години. Точно, така е. Но сега нема гнев кон институциите во однос на тоа дека не си ја завршиле или половично си ја завршиле својата работа. Дали тоа ќе остане така? Дали ќе има завршница како што сите се надеваме, каде што ќе се види одговорноста за сите оние што се инволвирани, доправа ќе видиме. Но сигурен сум дека доколку нема таква завршница, тогаш ќе се појави гнев кај граѓаните. Како што се појави за модуларната болница, како што се појави за Ласкарци. Ќе доживееме ли завршница на случајот со бонусите на СЈО? Еден од, ако не и двајца обвинители од висшето обвинителство, мислам дека си го папа ради тоа во некоја рака. Ке има ли треба? таа? Се надевам. Значи, знаеш што е? Не е погрешност, понекогаш погрешност е толкова во јавноста дека граѓаните не знам бараат некаква крв, бараат некаква осуда, не, граѓаните бараат правда. Така е. Која што ќе биде еднаква за сите и каде што ти ќе знаеш дека доколку си во право и доколку се докаже дека си во право, ќе ги имаш своите права, така точно, е. А доколку оне кој што сгрешил ќе одговара за тоа што го сгрешил.
Локални избори. Твоја проценка ќе го зголеми ли ВМРО бројот на општини што го има сега, ќе го намалили, ќе појачали бар малку СДСМ од последните избори? Мислам дека и преска ти напоменав. Очекувам во тој дел овие избори да бидат релативно досадни затоа што огромна е разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Не верувам дека СДСМ ќе има доволно време да се реорганизира и да намали таа разлика. Ќе има ли некаква инфлуенца, влијание на случката со Кочани во однос на рейтингот на ВМРО на овие избори? Со оглед на реакцијата. Зашто сепак реално власт е ВМРО кога се случува. Ама со оглед на реакцијата на органите, на надлежните органи по трагедијата и со оглед на тоа што ВМРО ДПМН како нели главна партија, стожерна партија во таа нова влада, е не цела година, значи они ја формира владата минатиот јули. Така е. Ова се случи во март. Реално не можете вие веднаш да ја свалите целата одговорност на таа влада, но можете да ја свалите одговорноста доколку таа влада институциите не се однесуваат онака како што сите очекуваме. Сега за сега се однесуваат во рамки на своите надлежности и затоа нема влијание врз рейтингот или поддршката на ВМРО ДПМН. Доколку продолжат вака, не верувам дека ќе има воопшто некакво влијание. Но доколку се разводни таа истрагата, се обидува нешто да се запошоти, се обидува нешто да се прикрие, тогаш може да има влијание. Како ќе се случува, нели, и дали ќе се случува тоа, ќе видиме во следниве неколку месеци. Лајко, ти благодарам за убавиот разговор, ти благодарам што разменивме различни мислења за некои теми. Благодарам на поканата. Се надам ти беше интересно, ти беше, нали, се разбира. Муабет. Се надам дека ќе ни пуштиш пак некои анкети кога ќе правиш наредниот период. Секако. И баш би сакал да ги видиме како ќе биде соодносот на политичките чинители пред локалните избори, да видиме дали ќе биде навистина здодевно или малку ќе не биде И после се разбира, ќе можете и тие да ги компарирате со резултатите. Да, и баш мене ме интересира доколку има обвинение за Крешник Бектеши, дуи каде, како и во која форма ќе излезе на улиците, баш ме интересира тие чизмите дали уште ги чуваат на кров. Ти благодарам, Лајко, се гледаме во некоја друга прилика. Ова беше Владимир Божиновски, Лајко. Се надам дека и ви уживавте со емисијата на Кавга со Иван, а се гледаме наредниот понеделник во исто време на Канал 5 телевизија. Пријатно.